Добар ден од мене Слагјан Ивковиќ и минутите посветени на спортот. За денеска се одлучивме за една спортска тема која годиниве или периодов зема се повеќе замав кај нас. Тоа е атлетиката, трчањето, успесите во маратоните, а за тоа најдобро ќе ни објасни нашиот денешен гостин или човек кој си од свој живот го вложува во атлетиката. Важи и за најголем промотор на македонската атлетика, а исто така е познат и како најголем воен борец на атлетските патеки. Тука со нас е Игор Јакимовски. Добар ден. Здраво. Најпрво да ви се заблагодарам за повикот, односно гостувањето во вашата емисија. Со задоволство ја прифатив, бидејќи темата е таа, нели, актуелна и сакаме да направиме што поголема промоција. Така да, супер. А кога сме кај атлетиката, ако некој може најдобро да ни објасни на кое ниво е сега кај нас, тоа сте ви. Па, дали јас ќе објаснам најдобро, дали не, тоа нели оставаме на сите кои што ја гледаат целата оваа работа, меѓутоа ете ќе се обидеме сите заедно да дадеме свој допринос, нели, на некој левел погоре, ако не и на најдобриот за некоја година да ја однесеме и да го добие заслуженото место како што во секоја друга држава, значи атлетиката е нели позната како кралица на спортовите и го заслужува тоа местото и примат, значи за еден од најпопуларните спортови и многу гледан, многу почитуван и многу сакан од публиката. Така, долго време се надпреварувавте, сега и се уште се надпреварувате, но сега и поактивен сте на оние тренерски води, каде можеме да забележиме огромни успеси, особено со еден од нашите во ова време и најдобри атлетичари во Македонија. Станува збор за Дарио Ивановски, ги руши сите бариери, досега остварува навистина блескави маестрални резултати. Јас мислам дека ќе кажеме се ако се каже дека човекот срушил еден рекорд државен, така? Така. Тој има срушено 5 рекорди, значи во апсолутна во сениорска категорија, така да чим си постел 5 рекорда, значи дека си најдобар во историјата на Македонија. Тоа е значи голем епитет, значи Дарио веќе 4-та сезона се надпреварува, заедно работиме од првиот ден, некаде на почетокот на 2015 година. Интересно краток период со професионално занимање, веќе еве каде е Дарио се. Токму тој момент, откако јас за само еден месец го добив она првично мое сознание дека од него може да се направи голем шампион, од тој момент јас малку се насочив, целата моја енергија, целото мое знаење и искуство, се што го поседувам, го насочив значи кон него, така да ден денеска се гордеам со тоа што се тоа што го јас посветив на него дојде до израз и навистина сум пресреќен што можам еве да дојдам во една емисија како твојата и да го констатирам тоа по кој знае кој пат. Но ние сме такви борци да тука нема време за прослава, за ова, за секој резултат ние што ќе го направиме, односно што ќе го направи, туку напротив, тоа ни е една отскочна даска за понатака, односно се стремиме, имаме нови цели, веднаш ги поставуваме, значи еуфорија и такви работи нема кај нас и нашата крајна цел, односно неговата, за која што он се стреми, а олимписка норма за Токио. Колку му недостасува, кој период му, колку е доволно нели временски да достигне? Вака, вие како сете спортски новинар најдобро знаете, меѓутоа добро е да се тоа каже на јавноста, да се запознае, бидејќи олимписките норми се тешки во атлетика. Олимписките норми значи се многу, значи на големо, на високо ниво, значи тие се поставени буквално за најдобрите на светот. А знаеме што значи да си во најдобрите 30-тина на светот и колку треба значи да изгинеш за да го направиш тој резултат конкретно. Еве 1500 метри, кај што он се надпреваруваше и во Бирмингем на светско првенство сала и во Берлин на европско оваа година, значи најмоćните првенства кај што отидовме. Еве на отворено 3:36 олимписка норма, он има 3:47. Реално според мене има 3:45. Меѓутоа не дојде до израз тоа кога беше во најдобра форма у Берлин поради тактика на групата во која што трчаше. Он истрча претходно на медитерански игри во 2 дена по 3:47. Имаше капацитет за 3:45, така да неговиот прогрес беше евидентен. Константно одеше, грабеше напред. Така да ако продолжи ова темпо, ако продолжи темпото и ако успеам, значи заедно со многу клучни фактори, со многу спортски авторитети во државата, да придонесам
уште максимално, значи да се ангажираме сите околу него и со спонзори и со поддршка и така натаму од државата, значи јас верувам дека тој ќе спушти границата 3:40. Значи, прво морам да бидам реален да 3:40, а потоа нормално да грабиме не во секунди, буквално во стотинки за да стигнеме до 3:36. Значи, тој е таков борец да само признава тоа олимписка норма и веруете дека не се заситува со 3:47, 3:40, меѓутоа ќе грабиме и понатака. Такви сме и такви ќе останеме. Ако кај мажите приматот најдобар атлетичар е Дарио Ивановски, кај дамите тоа можеме со право да кажеме дека е Адријана Попарсева. Тоа може, нели, и јавноста го знае, бидејќи последниот период ги сруши за еден месец, мислам, 2 рекорди и сега последниот со Подгорица. Нејзино најдобро време и државен првак. Конкретно, значи, за Адријана Попарсова, да, таа е моментално најпопуларна од атлетиката кај нас од Македонија, со оглед на тоа што за 2 недели 2 пати го руши рекордот во маратон. Имаше срушено и 10-ка на улично трчање, значи 10 километри истрча фантастично. Така да, последното нешто што го направи беше во Подгорица, мислам, знам и точно зашто го лоцирате тоа, односно уште е тазен или од неделата што го направи. Значи, за прв пат се случи атлетичарка на долги патеки од Македонија да истрча маратон, значи 42 км испод 3 часа. Тоа е интересна и приказната која што ќе собирам во кратки црти да ја кажам. Значи, тоа се случи само 2 недели после Ајндховен, кај што она не успеа само за 37 секунди. Тоа ви се во превод 160-70 метра. Ето, толку беше близко. И беше малку разочарана. Јас случајно се видов со неа, да ја честитам за тоа. И случајно рече, се чувствувам спремна, сакам, има ли маратон сега добар, значи кога се прашува добар маратон се мисли добра патека, идеални услови да е рамна, нели, да е сертифицирана, што денеска во модерната атлетика тоа се бара, значи за да оствариш резултат кој што ќе биде сертифициран, односно признан. И јас и предложив за Подгорица, мада не би предложил, пошто се работи за краток период, знаете што значи маратон да истрчаш, во професионален свет 3 до 4 маратона се трчат во годината. Меѓутоа, ние сме такви, нели? Во Македонија, борци, војни, и таа веднаш прифати. И гледајќи незината желба и се останато, јас сакав да на некој начин учествувам да ја помогнам со тоа што ја прифатив играта на пейсер, односно да се она фокусира на темпото за резултат под 3 часа. Го договоривме сето тоа, ги договоривме деталите, го договоривме ритмот и остана само реализацијата. И таа се случи. Значи јас заминав со таа намера, фативме веднаш ритм на тој што ни е потребен и според сите мои поставени мерни точки, кои што беа на 5, на 10, на 15, односно секој километар кој што беше песуван, одеше се според планот. Па дури имаше и момент кога при тоа наше сигурно трчање во маратонот успеавме да поминеме 2 звучни имиња женски, односно за неа зборам, ги помина, значи една од Кенија помина атлетичарка, на 20 км, на 22 км една позната унгарска, исто така маратонка ја помина и од 6-то место отиде на 4-то, што е изворен пласман. Да збориме реално, изворен пласман 4-то место. И така да, веќе на 32-тиот километар беше печатирано дека ќе влезе под 3 часа, само не требаше да се случи некој колапс. Така да дозволив мал пат на ритмот, се одеше под контрола и на крај не остана на 39 километар 3 километри да ги истрчаме за 14 минути. И тоа го издржавме и влезе 2:59:43 и што да ви кажам, тоа беше... Памети Македонија таков резултат? Не, нема, затоа што таа е првата жена што истрча маратон испод 3 часа. Споменавте услови, колку може да се пофалиме со условите кај нас тука за еден така успешен спортист да едноставно да тренира во Македонија и да сиот труд да го фокусира тука за да потоа го искаже, нели? Ќе ми дозволиш само за претходното да кажам само за Адријана Попарсова дека таа е член на атлетскиот клуб Делта, значи има и тренер таму и се, да не испадне дека сега јас се величам со тој, сакам да кажам дека јас сум и не напротив, ние токму во контекст на прашањето сега ти што го кажа, си помагаме меѓу клубовите взаемно, значи
Ете, јас сум ми помогнал незе, она е од Делта, јас сум од работнички, така. Значи ние се почитуваме, се респектираме и секогаш си помагаме едни со други. Значи така, значи јас ги поздравам сите од атлетски клуб Делта, значи таа соработка ќе се продолжи без разлика на припадноста на клубот и се останато. А конкретно за ова ти што праша, значи сите ние добро знаеме какви се условите, колку вложува државата за... Сите ние добро знаеме какви ни се условите, со што располагаме, каква ни е инфраструктурата, што е овозможено и што не и така натаму. Значи, конкретно ќе земам, предстои сега зимски период. Ние, за да ги одржиме нашите атлетичари во погон, односно во форма, треба да ги тренираме, односно да се подготвуваат во сала. Конкретно, кај нас се уште Македонија нема атлетска сала. Значи, нашите подготовки за атлетичарите секогаш декември, јануари, февруари се, да речеме, Белград, Софија и така натаму. И сега тоа ни е состојбата, ние се адаптираме на тоа и некогаш кога некој здрав разум би размислил подобро парите што ги даваме за 15-20 луѓе што таму се да се инвестираат во една сала, може и на некој подолгорочен план, години, он нема да се дават, ако се инвестира таа сала ќе не остане. Значи, една сала е доволно да имаме во Македонија, тоа го знаат сите авторитети, наши спортски и понатака се стремиме, значи, да го направиме тоа за да, можам слободно да кажам дека Дарио најаките подготовки ги прави во јануари и влегува во фул форма и секогаш за 3 години он поставува многу јаки резултати во сала на почетокот на сезоната. Верувам дека и сега така ќе биде. Значи, ние се снаоѓаме така, одиме по сали и во соседните држави и така се подготвуваме за стартот на сезоната. Така, во летниот период често можам да го забележам низ улиците во Илинден, како така. Значи, маршрутите низ Илинден. Бидејќи живееме близко, си не видел, значи од твоето место на живење поминуваме, имаме неколку маршрути кај што имаме пред се некои долги трчања, значи над 10 км, 15-20, каде што сме се сретнале сигурно, значи ние тука израснавме, тука тренираме, тука Дарио стана тоа што е денеска. Меѓутоа, дел од тренизите ги правиме и на тартан, односно на атлетска патека на Филип II, која што во Скопје е единствена, и имаме и во Охрид, на Билјанини извори. Меѓутоа, би кажал дека и тоа е премалку. Значи, треба да се има најмалце, во Источна Македонија мора да има, значи имаме таму еден куп таленти, во Западна исто така, значи мора некако и географски гледано да бидат распоредени за да може, нели, оние најбитни тренинзи, значи ја што ги сметам, за ако сакаш да бидеш стварно брз, тоа се тренинзи, интервалски тренинзи каде што се прави таа брзина, каде што се темпира, па после тоа имаме брзинска издржливост, така да сето тоа еден склоп на тренинзи, поубаво наредена програма, си дојде се по себе резултатот, дојде онака како што го посакува и самиот атлетичар и тренерот. Така да се уште тука сме, како да кажам, сиромашни, слаби, меѓутоа ја имаме таа желба, имаме самите успеси говорат за Да, тоа. и федерацијата го знае сето тоа и сите што сме влезени во и клубови и ние самите, и значи секој колку може во сето тоа да придонесе, останува да видиме понатака. Ние најважно од се ја имаме желбата, го имаме мотивот, значи конкретно за Дарио би кажал, бидејќи сум негов тренер, он е посветен 24/7, значи моментално нема работа, значи тој буквално за Македонија гине, тренира по 2 пати дневно и верувајте дека тој не смееме да му го намалиме. Така, за крај само уште што е следен предизвик за Ивановски? Вака, овој викенд е Балканијадата во крос. Балканските првенства на некој начин ни се малер оваа година, бидејќи Дарио моќни 2 трки истрча на балкански првенства, меѓутоа освои 2 пати четврто место, за влакно не зема медал. Оваа недела во Романија, во Ботосани трча балканско првенство во крос. Значи, одиме на медала, па ќе видиме што ќе биде. Јас сум во Белград на една улична трка, 10 км, а мојот најголем предизвик лично за мене, бидејќи јас сум припадник на армијата на Република Македонија и учествувам на некои воени првенства. Така, би сакал од режија, доколку во овој момент да ја покажат и сликата, би сакал накраток коментар за таа слика. Значи, ова е момент од воен маратон во Швајцарија, во Фрауенфелд. 2 години поред јас се надпреварувам таму. Дистанцата е 42 км, се трча по нерамен терен, односно има многу горници и многу удолници. Дозволено е само да се носи патика, инаку си во униформа и ранецот е од 6,5 кг. Значи, секој што нема 6,5 кг ќе биде дисквалификуван. Така да цели 42 км трча со 6,5 кг ранец и во тоа првенство учествуваме околу 200
од Швајцарија и околу 20 припадници на армиите од други земји. 2 години поред, значи припадниците од другите земји кои што не се од Швајцарија, има ранг пласман во тој дел. Јас 2 пати поред го освојувам првото место со времења од 3:40 и 3:33 истрчав лани и сега одам на резултат на 3 сата и 30 минути и одам на уште едно прво место да имам дали ќе испадне хет-трик. Многу тежак маратон, ама тоа е нашата војничка крв, нема откажување и мора победиме. Така, продолжи со работа како и досега, се надевам и на ваши лични успеси и исто така и со Дарија. Ти благодарам на тебе. Почитувани гледачи, ова беа минутите предвидени за спорт. Останете и натаму со програмата на 1 ТВ.